Стручна комисија формирана од министерот Арбен Таравари ќе утврдува дали имало грешки во третманот на 3-месечното бебе на детската клиника, кое има траги на насилство на едната рака. Родителите обвинуваат дека нивното дете има модринки по телото, а тоа му го направила некоја од медицинските сестри, додека бебето било хоспитализирано една недела на одделот за имунологија. Според сведочењето на родителите, сето ова се случувало далеку од очите на мајката. Комисијата ќе истражува дали се направени пропусти, а извештајот се очекува да биде готов за неколку денови, вели директорот на детска клиника. Ние заедно со министерот за здравство доктор Арбен Таравари бевме во посета во домот на пациентот, каде одблиско видовме и се запознаевме со случајот. Родителите и покрај тоа што се многу задоволни од стручниот третман и грижа на бебето од страна на здравствениот персонал на одделот каде престојувало доенчето, сепак тврдат дека сенка фрлило нестручното однесување на една медицинска сестра. Веднаш е започната процедура за формирање комисија која ќе биде задолжена да го разгледа случајот до крај и да донесе заклучоци согласно законските прописи и етичките норми. Таравари повеста дека бебето е со траги на насилство. Заедно со директорот на клиниката отиде и лично да се сретне со семејството на детето, пошто и самиот потврди дека станува збор за видливи повреди на раката на бебето и рече, каква и да е вистината, виновниците ќе бидат казнети. Ви гарантирам дека ќе превземеме веднаш мерки, не смее да се однесуваме лошо према пациентите. Ја ве охрабрувам како новинари што повеќе да пријавите и добри и лоши приказни од јавното здравство, па и приватното здравство, така да ви гарантирам дека ќе се превземаат мерки против тие кои што постапиле лошо, ако постапиле лошо кон детето кое што дојдовме вечерва да го посетиме. Инаку, според информации на Алфа, медицинската сестра која е обвинета има долг стаж на клиниката за детски болести и досега немала ниту една поплака или пријава од страна на пациенти. Таа и понатаму доаѓа на работа, се додека не се истражат причините за случајот со 3-месечното доенче.